Голема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Во рамките на емисијата Одговори и одговорност, наш денешен гостин е директорот на гимназијата Мирче Ацев Диме Настевски. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Благодарам што ја прифативте поканата. И до слушателите и гледачите на Радио Пела. Суштината, чест и задоволството е моје по втор пат или трет пат да бидам гостин во вашето студио и да позборуваме отворено за дел од нештата кои што се случували или ќе се случуваат во гимназијата и затоа ви благодарам за укажаната чест. Ќе ставиме акцент на условите со кои што се подобрува воспитно-образовниот процес во гимназијата Мирче Ацев, но ќе преговориме и за други прашања поврзани со случувањата во образовниот систем. Јас би започнала од 2020 година, од претходната година, услови кога се појави пандемијата. Гимназијата Мирче Ацев, би рекла, како и сите други училишта, се прилагодуваше на новонастанатата состојба поврзана со здравствената криза. Наставата со далечинско учење беше до крајот на школската година 2019-2020, а потоа беа потребни подготовки за 2020-2021 учебна година. Како сето тоа го организира гимназијата Мирче Ацев, бидејќи факт е дека вие имате, чинам, најголем број на ученици од сите средни училишта во Прилеп? Тука сме некаде со Ристе Скиричко, тие имаат некои 10 на 20 ученици повеќе од нас, но и таму имаат повеќе занимања, кај нас, знаете, е чисто гимназиско образование, а што се однесува до директното прашање, мораше да се адаптираме во од сите, цел свет беше опфатен од пандемијата, цел свет се аклиматизираше, да речем, на новите состојби, новите прилики, меѓу другото, мораше да се организира и настава од учење од далечина. Морам да кажам дека второто полугодие, речиси на самиот почеток, некаде веќе година ке стане од тој период кога почнавме прво со недржење на настава, па потоа адаптирање, мораше да се адаптираме со тоа учење од далечина. Во таа година повеќе беше импровизација, отколку нешто конструктивно, но и така со поголема пожртвуваност на предметните професори, успеавме да се адаптираме, да држиме колку толку некое квалитетно ниво на настава, се користеа сите можни средства на располагање, Вибер, Zoom платформи, сето тоа, за да можеме колку толку на децата да им дадеме барем дел од она знаење кое што е потребно за гимназиски ученици. За разлика од тоа, веќе на стартот, иако со еден месец закаснување, наместо на 1 септември знаеме дека учебната година почна на 1 октомври, ние како гимназија обезбедивме повеќе услови покрај националната платформа на Teams. Ние си обезбедивме своја собствена платформа, каде што и учениците и професорите редовно се вклучуваат. Посетеноста е доста голема и нормално и законска обврска, не само што има желба, него и законска обврска е. Со тоа што најголем дел од наставниците наставата е држат од дома, еден дел од наставниците доаѓаат во просториите на училиштето, тие кои што немаат доволно добри услови да може да ја држат наставата од дома, и спрема кажувањата на колегите, на предметните професори, досега оди доста добро. Со сите мани и недостатоци, снемување на интернет, посебно оние кабловски оператори кои што се послаби, често пати му се случува да снема во текот на наставата интернет, но воглавно во 90% случаеви
процентуално земено, наставата се одвива во рамките на оние можности кои што ги имаме како држава и ние како училиште. Можам да речам дека 2020-2021 пречекавме поспремно од завршувањето на 2019-2020 и веќе имавме некое искуство од претходната година, кое што само се надградуваше за да дојдеме до тоа што денес го имаме, каде што грото од учениците се задоволни од квалитетот на наставата што ја држат предметните професори, иако часовите се скратени наместо 45 минути се 35 минути, но она што треба да се каже, она што е најбитното, предметните професори се обидуваат со целокупната своја ангажираност да им ги пренесат знаењата на нивните ученици. Во контекст на ова прашање малку ќе се задржиме. Би ве прашала како долгогодишен професор и споредбено со ова време сега, каков е квалитетот на наставниот процес, односно дали учениците ќе добијат квалитетно знаење на ваков начин, какви се реакциите од учениците. Не случајно го прашувам затоа што учениците бараја и сакаја на стартот на годината, на почетокот да бидат со физичко присуство, особено учениците од гимназијата, бидејќи сметаја дека им недостасува со физичкото присуство можноста да стекнат подобри знаења, поквалитетни знаења и едноставно навистина беше притисокот да има физичко присуство. Се донесе одлука таква каква што е, учениците од прва година да присуствуваат само на часовите со физичко присуство. Потоа настана бојкот на матурантите кои што бараја најпрвен да се прекине матурата како минатата година, па имаше преговори со Министерството за образование за тоа дали ќе се полага матура, како ќе се полага. Како сето тоа ќе влијае врз квалитетот на знаење кај учениците? Прво, морам да бидам искрен и да кажам дека наставата со физичко присуство е незаменлива. Затоа што живиот контакт не е само да го имате контактот со ученикот, кога не можете да ги следите неговите реакции, неговите размислувања, онака како што треба, кога е со физичко присуство, но реков мораше да се адаптираме на новите нешта и затоа не случајно спомнав амбициозноста на професорите во остварување на ова онлайн настава и колку што може максимално во рамките на нивните способности и на техничките способности што ги имаат, колку толку да се надокнади. Дека можеме да кажеме дека е исто успешна колку со физичко присуство, тоа да не се залажуваме. Нормално дека има определени недостатоци, но во тие недостатоци да бидат сведени на минимум, максимално колку што може на децата да му се даде тоа знаење кое што е потребно, бидејќи, знаете, нашите деца 90%, над 90% продолжуваат на високо образовните институции, дали во државата или надвор од државата, да ги добијат основните знаења што им се потребни, да не се губат основните поими. Ние после, понатаму можеме со некои конкретни анализи да кажеме колку е тој усвоен квантум на знаења, бидејќи сега е се уште рано, кога ќе продолжат на факултет, ќе се видат условно поголемите мани или недостатоци или позитивности ако имаме, но воглавно од разговорите со децата, бидејќи речиси секојдневно контактирам со учениците, дали преку ученичкиот парламент, дали со лични контакти, најголем дел од децата се задоволни од начинот на изведување на онлайн наставата од повеќето професори и дека можат барем тие основни знаења да ги добијат. Што се однесува до прва година, ние се обидовме, направивме подготовки за барем еден месец да имаме со прва година настава со физичко присуство, но кога ги создадовме тие подготовки гледано технички и хигиенски аспект, се донесе една нова уредба одредба на владата, уредба е во вонредна состојба, да не сме да има во смена повеќе од 50 ученици, а пошто нашите генерации се околу 200-230 ученици, не можевме побројни, не можевме никако да го задоволиме тој критериум и од прва година и учениците почнеа со настава од далечина. Представува посебно во прва година поголем проблем,
бидејќи предметните професори физички не ги знаат децата, направивме ние 1-2 часа клас по клас ги викавме, за да можат барем класните раководители да се ги видат децата, да се запознаат и децата меѓу себе. На тие часови дел и од предметните професори дојдоја, и тие да ги видат децата, и се продолжи со тоа. Што се однесува до матурантите, знаеме во каква ситуација е комплет состојбата во образованието заради ова настава од учење оддалечени, затоа побараја, за мене оправдано, ако не друго барем да се намали дел од наставниот материјал кој што е предвиден за државна матура, и после долги разговори, преговори, па и мачни сцени да речам, сепак е добро што се постигне еден компромис и мислам на задоволство на двете страни, по тоа што го знам, има задоволство и кај матурантите, бидејќи дел од наставните содржини ќе бидат скратени, ќе бидат изготвени од 60 до 100 прашања за секој предмет, за да знаат децата што ќе имаат како прашања во дали интерните, дали екстерните предмети кои што ќе ги полагаат, за колку толку да се надмине тој јас кој што настана со прво скратената учебна година за 22 работни дена, еден месец покасно што почнавме, заради ланската трета година која што заврши така како што заврши, реков, во тие импровизирани услови, и добро е што се дојде до таков компромис за да бидат колку толку задоволни и двете страни. И да ставим акцент на она што беше и повод и причина да ни видите гостин, а тоа е инфраструктурното уредување на гимназијата Мирче Ацев, односно условите за работа несомнено се многу важни. Што е направено на тој план, со оглед на тоа што барем една изјава прочитав некаде во весниците дека се доделени некаде околу 1 000 000 евра на училиштето во овие 3 години од страна на институциите релевантни како што е Општина Прилеп, Министерството за образование, Министерството за животна средина. Што е приоритетно, односно за што се потрошени тие пари? Потребно ли е реконструкција или реновирање во вакви услови кога и не се учениците таму присутни? Реновирање е повеќе од потребно. Знаете и сами, и вие сте ученичка на таа институција, тоа е најстарата образовна зграда во градот, кои што делови од таа зграда не се сменети од незиното отворање од 48 година, посебно дел од дограмата. И други работи, но еве да направам некоја постапност на нештата кои што се имаат случувано во овие 3 години, со кои што се обидуваме да ги подобриме многу условите. Дел ќе кажам за работи кои што се завршени, а дел кои што треба во најблиска иднина да бидат завршени. Уште со моето идење 2018 година, меѓу другото побара средства за во текот на летото да се направи целосно молерисување на гимназијата, што преку 20 години немаше целосно молерисување на гимназијата, се освежи целокупниот простор, се доби една попријатна атмосфера за работење. Направивме некои обиди со подобрување и на условите, го модернизиравме целосно кабинетот по информатика, бидејќи имаше компјутери кои што беа 5-16 години стари, за да можат учениците на часовите по информатика да имаат подобри услови за работа. Сами си обезбедивме преку Македонски телекомуникации оптички интернет и сега цела гимназија е покриена со оптички интернет за да оди побрзо, посигурно, за да може тоа што се изведува како настава оддалечена да биде квалитетна, да нема прекини, како кај другите кабелски оператори. Направивме и други поситни поправки. Меѓу другото, морам да кажам дека сами ние ископавме и бунар за техничка вода со 57-58 метра длабочина, за да можеме да одмалиме дел од средствата кои што одат на користење на водата, бидејќи
1000 ученици денес кога ќе влезат во училиштето се троши многу вода. И дел други работи, но она што треба нас да не радува е тоа што оваа година би требало да биде година на целосно реновирање на гимназијата. Од Министерството за образование, од проектното оделение, добивме инвестиција од 400.000 евра за целосна реконструкција на дограмата, целосна реконструкција на фасадата на гимназијата, а ланската година, како што знаете, имаме разговарано за тоа, целосно го реновиравме покривот, инвестиција која што беше некаде околу 250.000 евра, бидејќи покривот не беше сменет од 48 година, само еден мал дел во времето пред 20 на година, кога имало мал пожар пред 30 се извинувам, кога имало мал пожар во гимназијата, тогаш дел е покривот, целиот беше во фаза на распаѓање, речи си секаде капеше, правевме максимални напори да ја зачуваме зградата, но времето си го прави своето и сега целосно е реконструиран покривот. Со оваа година целосно ќе ја дозавршиме таа реконструкција. Меѓу другото, во инвестицијата е предвидено и поставување лифт за ученици со посебни потреби на задниот дел од гимназијата, стариот влез кога ние како ученици влегувавме во гимназијата. Исто ќе бидат адаптирани дел од подрумските простории со 2 нови санитарни јазли и 3 до 4 нови училници, кои што ни се преку потребни, за ако сакаме да претендираме на кабинетска настава, кога ќе се вратат учениците со физичко присуство. И ќе се направи посебен санитарен чвор на сите 3 ката за ученици со посебни потреби. Тоа е, реков, една поголема инвестиција, која што е некаде пресметковната вредност, за која што е завршен тендерот. Сега е во фаза на доодлучување кој ќе го изведува тоа. Кога ќе се заврши таа постапка, се надеваме дека за 10 до 15 дена ќе биде завршена. Потоа се подпишува договор меѓу Министерството како носител на инвестицијата и изведувачот, и да се надеваме дека од кај меѓу 15 март и 1 април да се почне со реконструкција. Добро е, позитивно што учениците не се тука присутни, ќе може да се искористи овај период и некаде до септември да ја направиме таа реконструкција. Второто поголемо нешто е средства заеднички од една страна од Министерството за животна средина и локалната самоуправа. Од Министерството за животна средина уште пред година и 3 месеци имаме добиено средства и завршен тендер, сето тоа завршено за машински одел за нова котлара. Прва котлара во Прилеп, која што ќе биде адаптирана и за газ и за нафта. Сега малку закочивме со тоа, бидејќи имавме некои административни проблеми во времето од невнимание, не знам од што, не сакам да навлегувам во тоа. Кога се оградувала гимназијата, се зеле 52 квадрати од приватно лице, па додека ги средувавме тие имотно-правни односи, изгубивме скоро 1 година и тоа е веќе во фаза на завршување. Последното беше комисија од Министерството за транспорт и врски, и дали на наредната седница или на една од наредните седници треба да оди барањето од локалната самоуправа за да го добие од владата на Република Македонија на трајно користење земјиштето, за да може потоа да се даде градежна дозвола и да се спроведи, да се изгради новата котлара. И тоа се надевам дека во текот на летово ќе биде дозавршено. И третата работа која што исто така, ова е некаде инвестиција со котларата од околу 100.000 евра, 90.000 евра е машинскиот дел и околу 10.000 евра, 12 ќе биде новата котлара, која што ќе биде правена по сите правила, не сме да има топла врска со зградата на гимназијата, ќе биде зад гимназијата и како посебен оддел, бидејќи по новите закони за заштита не сме да има топла врска, никакво поврзување на котларата со зградата.
Пред тоа мораше ние да направиме еден друг зафат, бидејќи каде што е предвидена котларата, тука оди цевоводот кој што доаѓа од резерварот за нафта до старата котлара, па правевме еден байпас, за да може да не сме да биде цевоводот под котларата, и тоа со собствени средства го направивме, тоа е направено, само чекаме да дозаврши постапкава со предавање, условно речено, на земјиштето од владата на Република Северна Македонија на општината, а после тие нас да не собственоста, а после тие нас да не го дадат на трајно користење, и се надевам дека во овие месец дена и тоа ќе биде завршено, па потоа да го објавиме тендерот за новата котлара и да може да се заврши исто така до септември. И третата работа која што треба, исто така имаме согласност со новиот ребаланс кој што треба на наредната седница на Советот на општина Прилеп да оди, бидејќи од ланската година имаше останато вишок на средства, посебно од превозот на ученици, и имаме добиено 4 милиони и 800 денари за целосно пренасочување на канализационата и водоводната мрежа. Канализационата сега, како што е поврзана, канализацијата од гимназијата се наоѓа под канализацијата од улицата Прилепски бранители и ни создава проблеми. Плюс со водоводната мрежа сме врзани на Тризла улица, каде што е помал притисокот, па имаме проблеми, не дај Боже, со хидрантите. Сега ќе се поврзиме на Прилепски бранители на главниот цевовод Студенчица и од кога ќе се завршат тие работи, целосно да се асфалтира целокупната површина што е во дворот во гимназијата, која што сега е со еден раскапан асфалт. И тоа се надеваме на нареднава седница да помини ребалансот на буџетот, да добиеме одобрување за тие средства и да можеме истото во текот на летово да ги завршиме тие работи. И ако се оди по предвиденото, 1 септември би требало да ги започнеме во сосема поинакви услови за работа за сите ученици кои што се или кои што ќе се запишат наредната година, со подобрување на целокупниот, на сите услови за работа во училиштето. Тоа е она што можевме за овој период, реков се, вкупните инвестиции во овие 3 години, кога ќе ги завршиме овие проекти, ќе бидат некаде околу милион или над милион евра, што гимназијата нема добијано во ниеден момент од незиното постоење. Така речи, за сите овие проекти кои што ни кажавте, веќе и се обезбедени средства. Да. Веќе ви кажав за големиот проект за целосната реконструкција, тендерот е завршен, само имаше жалби, вратено е на повторна евалуација и денови ве треба да се направи таа повторна евалуација и се надевам дека до кај 15 март ќе заврши тоа. Имаше забелешки кога станува збор за условите за работа, посебно во време имаше забелешки или пак дојави дека наставниците користат свое собствено гревно тело за дека замрзнуваат при изведувањето на наставата, со оглед на тоа што верувам дека и кај вас е исто, дека еден наставник е во една училница, бидејќи така и мора, со оглед на тоа што контактот е онлайн и би создало непријатен звук ако има повеќе наставници во една просторија. Како се одвиваат тука работите? Што беше проблем или што, дали постоеше воопшто таков проблем околу загревањето на просториите во гимназијата Мирчевцев? Прво, тоа беше едно прашање од една ваша колешка која што мислам не го најде местото да го постави тоа прашање, бидејќи го постави на тематска пресконференција на министерот за образование госпоѓата Мила Царовска и градоначалникот, каде што се дискутираше на трибина за средното стручно образование, но и беше тотално погрешно поставено прашањето или погрешна информација има добиено. Кај нас само 3 до 4 наставници во едната смена и 3 до 4 наставници во другата смена држат настава од училиштето. И сега за 4 наставници во едната смена и 4 наставници во другата смена да се пали парното е преголем трошок. Другите професори кажав дека од дома држат онлайн наставата и на наставнички совет се договоривме. Тие кои што немаат услови
да држат од дома настава, да дојдат во училиштето, во тие училници да се постават грејни тела, греалици или панели, што и да било, и сето тоа си оди на сметка на гимназијата. Така да тоа беше тотална дезинформација, што беше кажана злонамерно, претпоставувам, бидејќи малку мене смешно ми беше, бидејќи со истата ваша колешка, претходно стоевме пред зградата на општинската локална самоуправа, пушевме цигари, тука беше и вашата колешка Гордана, и каде што таа немаше зборови да ми спофали како децата ме фалеле како најдобар директор, за веднаш потоа провокативно не мене, бидејќи сепак јас сум најодговорен, не можете вие министерката да ја прашувате дали гимназија има грејни тела или не. И ако беше коректно, таа требаше да ме праша мене, директоре, дали е вистина ова или не е вистина. Да ја потврди информацијата, Да. како и да е. Независно, Во мислам секој тоа случај е... условите се многу важни Да. за одвивање на целиот воспитно-образовен процес. Драго ми е што се подобруваат условите во гимназијата, бидејќи како и што и вие рековте, тоа е една стара зграда која што на некој начин постојано бара да се обновува, да се реконструира, да се реновира, да се одржува. И верувам дека учениците се надеваме и сите дека учениците ќе се вратат во училишните клупи наредната година и дека сите овие активности и проекти ќе бидат завршени за подобро образование на учениците, а и се разбира и на професорите, бидејќи со квалитетни услови и едните и другите може Сите да добијат добиваат подобро, како и да е. Би ве запрашала, може би имате сознание, може би се уште не, како ќе се одвиваат уписите оваа година за осмооделенците, дали... Деветоделенците. Деветоделенците, да. Дали имате сознание во тој дел, како ќе ги прима гимназијата или тоа се уште не е утврдено со оглед Ние на сега пандемијата? моментално како средни училишта имавме неколку состаноци каде што ги утврдувавме потребите за бројот на паралелки во средните училишта за да може Министерството за образование да го објави конкурсот. Тоа треба во теков на овај месец да излези конкурсот. А после тоа, во зависност како ќе се одбиваат ситуациите, ние ланската година безпрекорно го спроведовме уписот спрема сите протоколи, со тоа што со држење на дистанца, наместо 2 дена уписот траеше 4 дена, па веројатно ако бидат истите услови, ќе го примениме истиот лански рецепт, така да ќе нема поголем проблем околу запишувањето на деветоделенците. Секако вашето присуство ќе го искористам и за она што е актуелно деновиве, бидејќи вие сте македонисти. Деновиве беше кажано од Ману дека ќе биде укината катедрата по македонски јазик и по македонска книжевност. Тоа се разбира беше демантирано од Филолошкиот факултет во Скопје. Како гледате на овие, би рекла јас, фейк ньюс или информации кои што создаваат некакво вознемирување во македонската јавност? Вие сте по професија професор по македонски јазик и верувам дека оваа тема ве засега, но и генерално и сите како граѓани не засега. Дали може да има ово тоа нешто вистина, да се укине баш катедрата, од каде што ни потекнува најшиот мајчин јазик? За мене малку позачудувачки е од чие уста излезе на таа информација. Да излези председателот на МАНУ, на Македонската академија на науките, со една непроверена информација и да создаде еден вид паника во Македонија, во сите овие турбуленции кои што се случува со Бугарија, со признавањето, непризнавањето македонски јазик, многу невкусно од негова страна, за да истиот тој биде демантиран од страна на шефот на катедрата на Филолошкиот факултет дека таква најава нема, иако е намален бројот на заинтересираните студенти за студирање дали на македонски јазик, чисто македонски јазик или македонски јазик со литература, мислам дека тоа е далеко од умот, дека некој ќе ги укине овие две катедри, бидејќи тоа не може и не смее да се случи. Прво не може, бидејќи знаеме дека факултетите и универзитетот си има своја автономија, не може никој ни со закон да му нареди ни ништо. Тие си ги формираат групите спрема потребите и заинтересираноста на студентите кои што се пријавуваат. Така да тоа беше некоја лажна вест, која беше целта, не знам. Лично јас како професор по македонски јазик и литература
Сметам дека државата во наредниот период и веќе се размислува околу тоа, имаме разговарано на повеќе состаноци околу тоа, дали преку Друштвото на професори по македонски јазик или преку други здруженија. Баш од годинава кога се одбележува годишнината на Блаже Конески, државата ќе дава стипендии за оние студенти кои што ќе се запишат на овие групи, со цел да го стимулира поголемиот број на запишани студенти, бидејќи ако се оди со ова бројка сега на запишување, само прашање на време кога ќе дојде од недостаток на професори по македонски јазик и литература, затоа државата и низ разговори кои што ги имаме водено, веќе од нареднава година ќе дава поголем број на стипенди за сите оние ученици кои што ќе се запишат на филолошкиот факултет на катедрата за македонски јазик и книжевност. Директор, јас ви благодарам за разговорот што денеска го водевме. Ви благодарам што ни одговоривте на дел од прашањата поврзани со институцијата Гимназија Мирче Ацев, каде што вие сте директор. Ви благодарам за учеството во емисијата Одговор и одговорност. Во следна прилика повторно се гледаме и разговараме за состојбата со гимназијата и со воспитно-образовниот процес. Јас уште еднаш ви се заблагодарувам на поканата и ви ветувам дека и се надевам дека на 1 септември ќе можам да ве поканам во реновирана гимназија. Ќе ни биде драго и со ученици. И со ученици. Не да. Само реновирана гимназија. Уште еднаш благодарам за гостувањето. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.